И забните ординации беа повеќе од 1 месец затворени заради епидемијата со коронавирусот. Сега работат според строго утврдени протоколи и со намален обем на работа. Ординацијата и апаратите постојано се дезинфицираат, а заболекарите носат соодветна заштитна опрема. На самиот влез ја проверуваат температурата на пациентот и соодветно го дезинфицираат, а термините се закажуваат претходно по телефон. За сега се работи само со интервенции кои не може да се одложуваат. Дозволено ни е работа само за хитни случаеви или случаеви што се неопходни да се извршат. Сите други интервенции кај што треба да се употребат машини што продуцираат аеросоли ни се забранети или се избегнуваат. Само во хитни случаеви можеме да употребиме таква работа. Ги закажуваме пациентите прво и на 1 час разлика меѓу за да можеме да проветриме, да можеме да дезинфицираме се. Втора работа е битно да пациентите искрено соработуваат и да кажат дали биле во контакт со некој позитивен на COVID и дали во моментот има некој од симптоми. Ако сето тоа се помине, се доаѓа на мерење на температура, да се види во моментот дали има некој симптом, зашто многу од пациентите не ни знаат дека имаат симптом, па доста често ни се појавуваат да мериме температура и да имаат покачена температура, они не се свесни. Потоа се прави прашалник, што тоа треба да го одговорат дали ги имаат сите симптоми или немаат симптоми и да изјава да потпишат дека своеволно доаѓаат и дека ако дојде до некоја компликација, дека свесно биле запознаени со целата процедура. И оваа сфера е погодена од околностите предизвикани од ширењето на COVID-19. Забните ординации одржуваат хигиената на високо ниво, а заболекарите се изложени на ризик со тоа што интеракцијата со пациентот мора да биде на мала оддалеченост. Контактот е многу близок. Не можеме да држиме дистанца од 2 метри, туку се работи на 30 сантими. Затоа се употребуваат вакви заштитни мерки, значи скафандери, визири, специјални маски, со тоа што ја гарантираме безбедноста и на пациентите, а и нашата безбедност. Прво е трошковите што ги имаме дополнителни во овој момент за нашата работа, дополнително не оптоварува, плюс знаејќи дека капацитетот на работа е само 30%, автоматски примањата за 30% и многу тешко се покриваме. До сега имаше и помош од државата, морам да напомнам, дека дава за секој вработен по 14.500, што до некој рок ни помагаше, но сега треба да се снаоѓаме самите. Заболекарите апелираат до граѓаните секогаш да се консултираат со нив преку телефон, да носат заштитна опрема кога влегуваат во ординациите и да ги почитуваат препораките за заштита.